Сонја Даниловска, одделенски наставник во Основното општинско училиште Никола Карев, се закити со признанието за најдобри наставници од поранешните ексју простори. На првата регионална конференција на Асоциацијата на најдобрите наставници, која се одржа во Скопје, заедно со уште неколку колеги од Македонија, а единствена од источниот дел, Даниловска доби големо за својот ентузијазам, за креативноста, за мокта, за инспирацијата, за успехот и за мотивацијата. За тоа како до признанието, за сатисфакцијата од него, Даниловска зборуваше. Се работи за асоцијација формирана од наставници лидери. Тоа се две наставнички, Весела Богдановиќ од Македонија и Желјана Радојчиќ Лукиќ од Србија. Тоа се две наставнички кои што веќе имаат добиено признание на светско ниво и се амбасадори на Баркли фондацијата. Тие двете ја имаат осмислено и формирано, тие се основачките на ова асоцијација. И цел на асоцијацијата е да се вмрежуваат наставниците, да се обединат сите наставници од сите бивши републики на бивша Југославија. И ете, успеа во тоа, ја формира асоцијацијата и ни ја организира првата регионална конференција на ниво на цела Југославија. Првата конференција се одржа во Скопје на 1 и 2 март и беше нешто навистина посебно, бидејќи на едно место бевме собрани сите најдобри едукатори од цела Југославија. И таму се доделија наградите за најдобри наставници на бивша Југославија. Беа 40 наставници кои што добија награди и ете, меѓу нив сум и јас и многу сум горда и среќна. Обединување на наставниците од поранешните републики на Југославија, обединувајќи се како образовна елита на едно место, за одделенскиот наставник Даниловска е неповторливо чувство. Чувството е неповторливо, значи беше навистина прекрасна, самата организација на конференцијата беше нешто посебно, бидејќи да се сретнат на едно место едукаторите од цела Југославија, па можеби за тоа што и ние самите сме изникнале, односно сме били ученици на тој образовен систем во бивша Југославија и некако не потсети на едно убаво време кога се беше поинаку. Наградата секако дека многу значи, бидејќи е највредно нешто што сум добила во моите 21 година работен стаж. И имаше конкурс распишан од самата асоцијација, имаше 27 критериуми кои што треба да ги исполнуваш за да ја добиеш оваа титула. Оние што не ги исполнуваат сите услови, некаде околу до 15, мислам, стануваат само рамноправни членови на асоцијацијата, меѓутоа тие што имаат над од 15 до 20 критериуми исполнети, ја добиваат оваа титула за најдобар наставник во бивша Југославија. Децата како непресушен извор, кои впиваат се што ќе им кажеш, кои секој ден сакаат да научат се повеќе и повеќе, се моја главна мотивација за секојдневно несебично вложување во мојата работа, истакна за Протел Даниловска. Мотивацијата лично моја, а и на сите таму што беа присутни на конференцијата, односно и на сите членови на асоцијацијата е ентузијазмот. Тоа ентузијазам што не води, едноставно кога ја сакаш работата и кога ја работиш со посебна љубов и со ентузијазам, мора да вроди со плод, секако дека тука и семејството како поддршка и моите ученици, тие се мотивот за работа. На самиот крај од разговорот, Даниловска е особено благодарна на асоцијацијата која и го додели ова големо признание, враќајќи ја вербата и големината на незината благородна професија. За само 21 година работен стаж како одделенски наставник, оваа награда на Даниловска докажува дека креативноста и мотивацијата за успех и иновација секогаш даваат резултати.